Сакаш да снимаш со мобилен телефон? Првата лекција е објективот да биде чист. И тоа не е единствената лекција која е важна. Секогаш има и доволно слободен простор на телефонот или мемориската картичка пред да одиш на снимање. И батеријата да биде полна. Запомни, ако ти задзвони телефонот додека снимаш видео, снимањето или веднаш ќе се прекине, или ќе се прекине ако одговориш на повикот. Затоа, пренасочи ги повиците или вклучи Airplane Mode пред да почнеш да снимаш. Сега сме подготвени за следниот чекор. Телефонот овозможува вертикално и хоризонтално снимање. Хоризонтално, односно во формат 16:9, снимаш кога правиш видео за YouTube, Facebook видео или за телевизиско емитување. Вертикално или во формат 9:16, снимаш кога правиш видео за Instagram, TikTok, Facebook Story, YouTube Shorts. Истите правила важат кога ја користиме и предната камера. Не ја употребуваме кога сакаме да им соопштиме нешто директно на гледачите. Внимавај сепак кога зборуваш во предната камера секогаш да гледаш во објективот, затоа што ако си го гледаш одразот на лицето во екранот од телефонот, го губиш контактот со очи со гледачите. Кога снимаш со твојот мобилен телефон, секогаш вклучи ги линиите кои го делат кадарот на третини. Истражувај како користењето на овие линии можат да ти донесат подинамична слика. Вклучи и линијата за нивелација, за да се осигураш дека сликата не е накривена. Понекогаш субјектот ти е многу далеку. Не користи дигитален зум за да го приближиш, бидејќи ќе го уништиш квалитетот на снимката. Секогаш кога можеш, приближи му се на субјектот. Веројатно веќе знаеш дека твојот телефон има автоматски фокус. Тоа значи дека ќе ти помогне да биде изострен објектот пред камерата. Независно дали имаш или немаш статив, денес речиси сите телефони нудат опција за стабилизација на сликата при снимање. Користи ја, затоа што разликата е огромна, особено ако си во движење. Кога снимаш со мобилниот телефон без статив, внимавај рацете да ти бидат одвоени од телото. Затоа што, ако ти се залепени, тогаш дишењето може да влие на стабилноста на сликата. Има и други начини како можеш да го држиш твојот мобилен телефон. Еве еден од нив. Може би ја споменуваме при крај, но таа е најважна. Светлината. Без неа нема снимка. На телефонот имаш мало светло, но не се потпирај на него. Почесто ќе ти ја уништи снимката, отколку што ќе ти ја подобри. Речиси секогаш ќе имаш лоши резултати кога изворот на светлина е зад субјектот и кога субјектот е под сенка, а во кадарот доминира силно сонце или обратно. Сликата ја доловуваш со камерата, а звукот со микрофонот. Но телефонот најдобро ги доловува звуците кои што се најблиску до него. Ако субјектот се оддалечи од телефонот или пак има други силни околни звуци, тогаш тонот е неупотребен. Како ефтина замена за микрофонот на современите телефони можат да послушат Bluetooth слушалки со микрофон. На некои Android уреди, ова се прави со тоа што прво се поврзуваат телефонот и слушалките, а потоа Bluetooth слушалките се избираат како првенствен извор на звук во делот на поставките на апликацијата камера. И така, твоите Bluetooth слушалки стануваат микрофон. Микрофон можат да станат и обични жишани слушалки. Само треба да ги поврзате со вашиот уред. На некои телефонски уреди сепак, апликацијата за камера нема да ти дозволи да ги избереш Bluetooth слушалките како извор за звук. Ке ти треба нова апликација. На интернет ги имаш многу бесплатни, заедно со уште бесплатни совети.